На половина од овогодинешниот процес на модерен начин на собирање на берикетот од сезонската жетва на оризот во Кочани се случува символична прослава. Разиграно, весело и задоволно настапија учесниците на фолклорниот ансамбл Љупчо Сандов од Оризари. Стандардните негуватели на традицијата по 29 пат театрално го презентираа зажнеувањето на оризот со срп и неговото вршење на гумно, како процес кој од оризовата арпа го извлекува белото зрно. Се е полесно со песна, па така и денес на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Песната го прославуваше богатиот и квалитетен берикет. За убавите количини и за манифестацијата говореше градоначалникот, кој за идната година најави јубилејна манифестација за паметење. Меѓутоа, не е се така лошо. Оваа година навистина сметам дека беше доста поволна за оризот и мислам дека оризопроизводителите треба да бидат задоволни со она што ќе добијат како квалитет и секако како количина. Ова година се насејани околу 3200 хектари ориз, од кои што се очекува да се добие просечен приход од 6500 килограми по хектар. Се надевам дека временските услови ќе бидат такви како што се денес и ќе помогнат ова наше бело злато да биде соберено навремено и квалитетно. И секако очекувам дека пазарот ќе се отвори и ќе имаме добра откупна цена за добар квалитет. Заменикот министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димков не е за прв пат на ова убаво традиционално збеднување. Тој знае дека адет во Кочани е тегнење за ракав на оние кои се должни да направат нешто подобро за оние кои ги предводат. Токму овој функционер постојано го тегнат за ракав бројните членови на Сдруженијето Бело злато. Земјоделците вредно работат, но примерот за повредни работници во извршната власт го очекуваат токму од високите функционери, од кои не сакаат да слушнат оправдувања и напразни ветувања. Пандемијата го направи своето, но кај оризот даде позитивен ефект, односно многу во годините или во моментите кога многу луѓе остана без работни места, многу фирми банкротираа. Оризот имаше едно покачување на светската берза, имаше една побарувачка, при што се постигна една висока цена на оризовата арпа и на самиот бел ориз. Квалитетот оваа година е исто така на едно високо задоволително ниво. Очекуваме навремена, што е најмногу важно, навремената жетва, за да не се развлече многу, затоа е потребно ангажирање на сите со оние со комбајните, фирмите кои што и сега по збербените активности кои кај нас со години се можеби занемарени, токму во оризопроизводството се итекако значени. Тоа сигурно ќе биде еден сегмент кој што во иднина мора да се финансира, мора да се финансиски поддржи и од владата, но секако и од бизнис секторот, а тоа е токму зачувувањето на губење на квалитетот после жетвата. Зборуваме сега за зголемена влага, годините ќе бидат врнежливи, климатските промени си го прават своето, така да ова година очекуваме да ја следиме жетвата. Она што сега е најавено е со добар предзнак цената, која што се движи, очекуваме да биде стабилна. Жетвата е во тек, но проблемот доправа ќе следува доколку најавените врнежи на дожд го уништат родот, што превземаат повиканите за предвидување на загуби или за нивно анулирање. Да оризот го одвоиме од останатите поледелски култури и му дадеме еден посебен третман. Тоа е направено од минатата година, знаете дека таму финансиската поддршка е зголемена скоро за 3 пати, односно од 6.000 на 18 и од 12.000 на 25.000 денари по хектар. Деновите на Кочанскиот ориз, манифестација која го осветлува образот на секој чесен и вреден човек. На оваа манифестација заигрува срцето и на оние кои никогаш не допреле земја, и оние кои не знаат како се готви кочански сутлијаш, и оние кои живеат во ритмот на вегетацијата на златоносното стебло.